Застрашувачките слики од опожарените кочански оризови полиња синоќа повторно беа меѓу ударните вести низ медиумите во државата. Густите облаци чад кои се гледаа во предвечерието и пламените јазици, кои во текот на ноќта се протегаа од исток кон запад, предизвикаа ново загадување на воздухот, а жителите на поедини села стравуваа дека пожарот може да ги зафати нивните куќи и други објекти. Благодарение на брзата и сеопфатна интервенција на противпожарната служба, ширењето на пожарот беше спречено кон опасните правци, а голема работа заврши и дождот кој започна да врне околу 21 часот. Густиот чад покрај другите штети значително го отежнуваше одвивањето на сообраќајот на поедини патни правци, а неофицијално тоа е причина за една сообраќајна несреќа со материјална штета. По ова најголемо палење на страништата во Кочанската котлина станува јасно дека не помагаат апелите и мерките на локалното и државно ниво за штетите од пожарите, како за животната средина, така и за земјоделието. За жал, може само да се претпоставува колкави последици оставиле зад себе огнените јазици во делот на животинскиот свет, полските рибици, барските птици, полскиот зајак и другите видови, како и врз растителниот во појасите покрај речните корита.